Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски престојува во работна посета на Виена во Австрија, каде што учествува на 32-тиот министерски состанок на ОПСЕ 2025, со кој председава Финска. На овој состанок ќе учествуваат високи представници од земјите членки на групата и државите од Западен Балкан, како и високата представничка на Европската унија Каја Калас. Во Виена се Јован Ѓорговски и снимателот Љубомир Домазетов. Јован, каква е агендата за денеска? Добро утро од Виена и од замокот Хофбург. Тања, каде, како што кажа и ти, дипломати од десетици земји учествуваат на годинешниот состанок на ОПСЕ, најголемата организација за безбедност и соработка на европско тло, која се гледа како платформа Исток-Запад за решавање на конфликти, демократија и човекови права. Иако, како што кажав, тоа се гледа како платформа за решавање на конфликти меѓу Истокот и Западот. Ова е единственото тело во кое што заедно членуваат и Русија, но и Соединетите Американски држави. Сепак, тие се представени на состанокот на пониско ниво, односно ниту шефот на руска дипломатија Сергеј Лавров, ниту пак американскиот државен секретар Марко Рубио не се присутни на овој состанок. Состанокот, инаку, со кој председава финското председателство, наместо во Хелсинки се одржува тука во Виена на барање на финското председателство со цел, како што тие соопштија, да се рефлектира нивната заложба за намалување на патните трошоци, но и за намалување на аерозагадувањето од учеството на вакви големи состаноци. Македонија тука е представувана од шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски, кој за околу 1 час од сега треба да има свое обраќање на пленарната сесија. Веднаш потоа Муцунски, според најавите, треба да има и состанок со неговиот унгарски колега Петер Сијарто, како и со високиот комесар за национални малцинства Кристоф Кемп. Вечерта пак предвидено е да ја заврши на состанокот пријатели на Западен Балкан во организација на австриското МНР. Како што кажа, за околу 1 час од сега предвидено и обраќање на министерот Муцунски, секако повеќе детали, но и сите пораки кои што се во текот на денот од пленарната сесија кои беа упатени, на која ќе повторам, ќе се очекува да доминира темата за војната во Украина и мировниот план на американскиот претседател Трамп, ќе ги пренесеме во следните информативни изданија. Ти благодарам. Јован Ѓорговски беше тоа од министерскиот состанок на ОПСЕ што се одржува во Виена.